Сдружение за унапредување заштита на правата на работниците достоен за работно прилеп е формирано 25 мај 2015 година. Сдружението е респектабилен партнер кој работи на едукација на работничките права и нивна заштита, поттикнување на солидарност и мотивација со цел унапредување на статусот на работниците во општеството. Сдружението во текот на овие 3 години има имплементирано неколку проекти и иницијативи. Добивме значително внимание од страна на локалната заедница и работниците кои што се денес како наши партнери во остварувањето на проектните цели и активности и спроведувањето и имплементацијата на годишните програми. Сдружението во текот на овие години ги реализира, ги направи двете стратегии, каде со тоа даваме внимание на работничките права, но исто така и на развојот на промовирањето безбедност и здравје при работа. Во текот на 2017 година Сдруженијето Достоинствен работник даде големо внимание во делот на безбедност и здравје при работа, каде што се извршија неколку едукации од областа на безбедност и здравје на работниците во земјоделскиот сектор, со тоа што имавме голем одзив од младите работници во овој сектор, а исто така и индивидуалните земјоделци, граѓански организации и синдикати кои што се занимаваат во делот на земјоделскиот сектор. Во однос на оваа програма како за развивање на едукација во безбедност и здравје при работа е тоа што имаме голема соработка со стручни лица, професори во Факултетот за земјоделски науки и храна во делот на земјоделската механизација, затоа што знаеме дека дел од земјоделците во Република Македонија ја користат земјоделската механизација, а со тоа не знаат како да ракуваат со неја. Во однос на едукативните активности, соработка имаме со стручни лица од областа на безбедност и здравје при работа, а исто така соработка воспоставивме со Македонското сдружение при работа, кое што имаме значителна поддршка од нивна страна во делот на безбедност и здравје во локалната заедница, а воедно исто така и Сдруженијето подготвува иницијатива, како предлог иницијатива која ќе биде доставено до локалната самоуправа при општина Прилеп за формирање на локален совет за безбедност и здравје при работа. Подобрувањето на условите во однос на безбедност и здравје при работа во Република Македонија мора да се започне прво од едукацијата, но исто така се мисли дека треба и рана едукација за безбедност и здравје на младите од средните училишта во земјата. Но сепак за подобрување условите мора да зачнеме неколку теми во однос на тоа дека институциите во Република Македонија не се доволно едуцирани во однос на безбедност и здравје, поточно како што е Инспекторатот за труд, кој што мора да ги презема сите активности и мерки во делувањето и заштитата при работа. Можам слободно да кажам дека земјоделскиот сектор е на прво ниво по однос на недоволно обезбеден сектор, каде што тука имаме директно изложување на работниците на отворено, каде што нивната заштита како е важна во однос на делувањето и на самиот процес во однос на работата со земјоделската механизација и со употребата на хемиските препарати. Но исто така како втора гранка која што се јавува како недоволно безбедна и градежниот сектор во Република Македонија, но нормално тоа е и во Европа, каде што и тука имаме работници недоволно безбедени во делот на овој сектор, каде треба да има што повеќе заштита и од страна на самите работодавачи. Работодавачите многу внимателно треба да го запазуваат овој закон, затоа што прекршоците не се мали, кои што можат да варират на повеќе нивоа при однос на заштитата на работниците. Но исто така тука проблем имаме во делот на недоволна заштита на работниците во текстилната индустрија, каде треба да имаме јакнење на нивните капацитети во делувањето на свеста кај сите работници во Македонија, затоа тука треба да се вклучуваат граѓанските организации, синдикалните организации, но исто така и самите институции. Превземањето на улогата во однос на безбедност и здравје при
работа, вклучува многу интересни елементи во делот на младата популација кој што треба да се запознае со оваа тематика и треба да има повеќе едукации на ниво на територијата на земјата, независно од тоа кој ги организираат или кој ги спроведува. Фактот е дека младите исто така треба да бидат заштитени, каде што со самиот закон за работна односи младите работници се елементарен процес кој што мора и треба да бидат заштитени при нивната работа. Поменеме дека Законот за безбедност и работа бара од работодавачот да обезбеди безбедност и здравје при работа на неговите вработени, значи од секој аспект поврзан кој што е со работата, кој што вклучува и заштита од професионални ризици, обезбедување на информации и обука и обезбедување на соодветна организација и потребни средства. Но исто така е право и обврска на секој работеник да се грижи за собственост за безбедност и здравје, а исто така за безбедност и здравјето на останатите лица кои што работат со него. Може да се напомене дека и самите представници на вработените кои што се избират од страна на вработените на синдикален собир, на мнозинскиот синдикат кој што е во таа Република Македонија, мора да ги промовираме безбедните и здрави работници. Пред работодавачот соодветно безбедност и здравје, поголема едукација, има посебна заштита за работните организации.